Учениците во подрачното училиште Страшо Пинџур во село Крупиште ќе се греат на парно грејење. Старите шпорети за дрва заминуваат во историјата, посочи денеска градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов. Додаде дека се работи на тековен проект во соработка со Министерството за образование и наука. На овој начин се подобруваат условите за работа на наставниците, но и начинот на следење на наставата за учениците. Од денес започнуваме со реализација на уште еден проект кој што е поврзан со образованието или основното училиште Страшо Пинџур во поточно подрачното во село Крупиште. Се работи за проект кој што ќе значи целосна промена на начинот или системот на загревање на самото училиште. Ова е еден тековен проект кој што во делот на образованието ние го реализираме и во рамките на буџетот, односно финансиран целосно од страна на Министерство за образование и наука. Се работи за парно грејење кој што ќе биде по принципот на загревање со пелети. Ги тргаме оние стари системи на загревање на огревно дрво, така што работиме тековно на реализација на ваквите проекти и понатаму нормално ќе следи продолжување на ваквите проекти во другите подрачни училишта. Освен училиштето во Крупиште, начинот на загревање ќе биде променет во сите 9 подрачни училишта на територија на општина Карбинци. Во наредниот период наместо на дрва, на парно ќе се греат и учениците во подрачните училишта во подплачковичките села. Да напоменам дека Основното училиште Страшо Пинџур има 9 подрачни училишта во 9 населени места, така што оние во делот на Плачковичкиот регион понатаму ќе бидат предмет на исто така реализација на промена на оној стар начин на загревање со огревно дрво, да можеме да се модернизираме и нормално да го поедноставиме начинот на загревање, да биде полесен и поефективен за учениците и за наставниот кадар. Проектот во подрачното основно училиште во село Крупиште е вреден 1,5 милиони денари, пари кои се обезбедени од страна на Министерството за образование и наука.